Да започнеме со презентација на денешните актуелности. Синдикатот откри измама со работниот стаж на 4 штипски текстилни работнички. Нивниот поранешен газда изминативе 13 години им плаќал придонеси на скратено работно време наместо на полно. Измамата со работниот стаж, кој сега го имаат само 6,5 години, ја откриле откако си дале отказ и се вработиле во друга конфекција. Синдикатот го истражува случајот, а се очекува оваа бројка со измамени работници да се зголеми, бидејќи станува збор за конфекција во која се вработени околу 200 работници. Работници од една штипска текстилна конфекција изманипулирани од поранешниот собственик. Придонеси им платил на половина работно време цели 13 години, па сега нивниот работен стаж е само 6,5 години. Ова досега најголема измама денеска откри првиот регионален синдикалец Горан Трајков, а 4 работнички за нивниот случај дознале од сегашниот собственик, кој му кажал дека сега во неговата конфекција се осигурани на цело работно време, наместо на половина. Инаку во конфекцијата која засега не се открива, биле вработени околу 200 работници. Правиме темелни проверки за преку фондот за пензиско инвалидско и здравствено осигурување, кај што се ги вадат работниците с овие прегледи, за да можеме да утврдиме дали сите работници биле осигурани на скратено работно време или на 20 часа неделно. Што у стартот останува дека можеме да заклучиме дека овие работници, сега имаме 4 работници кои што се изненадени од ситуацијата дека биле осигурани на 20 часово работно време, ќе оставиме судските органи да си покренат тужбено барање за да може да си ги остварат своите права. Работничките пред синдикалниот представник сведочат дека при 13 години кога се вработиле, не им било дадено ниту да потпишат договор. Синдикатот се уште го истражува случајот. Засега единствена казна за собственикот кој ги измамил работничките е да им го плати стажот за изминатите 3 години, додека 10 години ќе им останат нецелосно платени. Тимот на адвокатите бара начини за кривична одговорност против собственикот. Трајков посочува дека во кривичниот законник има член за економска експлоатација, но досега во пракса истиот не е применет. По нова година ќе се знае точниот број на измамени работници со работниот стаж. Што се работи штипскиот градоначалник за 2 месеца откако стана прв човек на градот. Во своето предновогодишно обраќање, градоначалникот Благој Бочварски се осврна на дел од реализираните проекти, а ги најави и приоритетните за општина Штип за 2018 година. Поевтина цена на водата, донација од 200.000 евра за Штипската клиничка болница, нова детска градинка во Сењак, изградба на дел од патот Шеша-Варлија Кошево и изградба на улици се дел од ветените проекти на Штипскиот градоначалник, а веќе остварени или во фаза на подготовки за реализација. Во новата 2018 година за развојни проекти од општинската каса се планирани 180 милиони денари. Парите на граѓаните ќе се трошат за веќе почнати и нови инфраструктурни проекти и за реализација на капитални проекти за развој на општината, што ги вети градоначалникот. Во 2018 година ќе работиме посветено на исполнување на условите за гасификација на општина Штип. Во буџетот за наредната година за капитални инвестиции се издвоени 180 милиони денари, кои меѓу другото ќе бидат насочени кон прва и втора фаза за обиколницата, финализирање на започнатите проекти за реконструкција на улици, но и изградба на нови патишта. Општина Штип планира да изгради патот комплексот Света Недела до село Радање, а за изградба на браната Отиња ќе има средства од Министерството за земјоделство. 4-кратно е зголемен буџетот за рекреација и спорт, спортски игралишта и реализација на проектот за изградба на аквапарк во Суитлокот. Успеавме да излобираме проектот брана на река Отиња да влезе во програмата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Детски игралишта со справи за деца, проектирање на аквапаркот, почеток на изградба на училишен затворен базен, реконструкција на трибините на градскиот стадион, трибини за помалите игралишта, 4 пати повеќе средства за рекреација и спорт на учениците. На крајот, во своето предновогодишно обраќање, градоначалникот Бочварски им ја честита новата година на граѓаните, претходно ставајќи акцент на реализираните проекти во последниве 2 месеци, откако стана градоначалник, најавувајќи ги приоритетните проекти за 2018 година.
Првата приватна ветерна електрана ќе се гради на територијата меѓу Свети Никола и Штип. Првата приватна ветерна електрана во државата ќе се гради во источниот регион на локација меѓу општините Свети Никола и Штип. Инвеститорот, приватната компанија ТОР, по добиената дозвола ќе ја изгради на падините на Богословец, а бенефитот ќе го имаат двете општини. Се надеваме и се стремиме да привлечеме што е можно поголем број на странски инвестиции и домашни инвестиции на тоа поле. Во тек се преговори со приватни партнери кои ќе вложуваат во нашата општина токму на оваа поле. Општина Штип веќе со првични проекции околу искористувањето на обновливите извори на енергија по неуспешниот обид од пред 9 години, кога поради недостиг на средства пропадна проектот за изградба на ветерен парк во близина на Штип, што требаше да го гради шпанска компанија. Немам сомнеж дека за ваков тип на проекти треба да се барат дополнителни средства. Овие се проекти кои што можат да чинат 10-15 милиони евра, па и 20 милиони евра, кои што значат многу придобивки, но и нешто кое што општина Штип од својот буџет не може да го реализира сама. Како и да е, ќе влеземе во преговори и дај Боже во фаза на реализација со наши партнери кои што ќе доаѓаат дали домашни или странски, за да можеме да реализираме проект кој што ќе даде еден голем бенефит за нашите граѓани. Капацитетот на ветерната електрана што ќе се гради е 33 мегавати. Проектот предвидува изградба на 10 столбови, поставување на турбини со моќност од 3,3 мегавати и изградба на пристапен пат до трафостаницата со приклучен далновод со моќност од 2 пати по 110 киловолти. Од наредната година и виничани ќе плаќаат за 3% пониска сметка за вода. Советниците од позицијата ја подржаа одлуката на регулаторната комисија за намалување на цената, додека советниците од ВМРО од ДПМН ја напуштија седницата. Директорот на јавното предпријатие Солидарност ги повика граѓаните редовно да си ги плаќаат сметките доколку сакаат квалитетни услуги. Пред неколку дена и Штип донесе одлука за намалување на цената на водата за пиење. Жителите на Виница во новата година ќе плаќаат пониски сметки за вода. Согласно новиот тарифник, водата за физички лица се намалува за 3%, односно од 23,21 денар на 22,50 денари. За прв пат советниците на ВМРО ДПМН имаат можност, историска можност да гласат за намалување на водата за пиење во Виница. Меѓутоа, знаејќи го фактот дека водата во Виница во периодот 2018 година ќе биде намалена, тие дали по тоа е фактот намерно го напуштија состанокот, така да нема таква можност. Значи водата за пиење за 2018 година констатирам дека ќе биде намалена. Просечната наплата се одвива во просек од 70 до 75%, што според надлежните е далеку од посакуваното. Згромуваме подигнаме процентот на наплата, не 75. Испод 80-90 нема каде. Ние имаме податоци сметководствено сума. Таму не пишува 70% наплата, не пишува 90%. Комуналното предпријатие има проблем со неплаќачите, односно со паушалите од луѓе кои што финансиски добро стојат. Нема проблеми од социјално загрозените. Од јавното предпријатие и Солидарност најавија поригорозни мерки за неплаќачите. Начин да ги замолиме граѓаните, едно да ги намират своите сметки за да добиват квалитетни услуги од нас. Значи чиста и добра вода за пиење, одредување на отпадните води, подигање на комуналниот отпад и други комунални услуги. За да можеме ние тоа да го правиме, тоа е наша врска, наша одговорност, но и одговорност на граѓаните да си ги плаќаат сметки. Со новиот тарифник кој го поддржа Советот на општина Виница, цената на водата за правните лица ќе изнесува 47,31 денар за метар кубен, а тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води ќе биде 6,26 денари за метар квадратен. Група граѓани на Сдруженијето Сплотени срца ќе му подарат приватен имот за изградба на центар за рехабилитација. Имотниот лист Сдруженијето ќе го добие по новогодишните празници. Група граѓани ќе му помогне на Штипското Сдружение Сплотени срца во реализирање на нивната идеја – изградба на рехабилитационен центар за лица со посебни потреби. Тие на Сдруженијето ќе му подарат дел од нивниот личен имот.
Имотниот лист за земјиштето, Сдруженијето ќе го добие веднаш по новогодишните празници. Сега пари за изградба новој капитален проект ке бараат од меѓународните фондови, бидејќи општината, како што велат, има пари за стационари за кучиња и спортски клубови, но не и за децата со посебни потреби. Во нашата општество има пари за се, не само во Штип, во другите градови гледаме за спортски клубови, за украсувања на градовите, за се и се што има пари, меѓутоа општините не смогнаа сири од 91 наваму да одделат одредени средства, значи стрикно за оваа категорија на деца и возрастни со посебни потреби. Родителите надежта ја изгубија, откако штипските советници го изгласаа буџетот за 2018-та, а нивното барање 1% од буџетот да биде наменет за изградба на прв регионален рехабилитационен центар не го зеде ово предвид. Вклучени сме во рамки на 1.200.000 денари, наменети за сите невладени организации и здруженија во општина Штип. Значи, ние не баваме такво нешто. Значи, во нашиот случај образложивме многу убаво со годините дека се работи за конечки на изградба на капитален објект, кој што сегашните и идните генерации ќе ги обслужи деца и возрастни со посебни потреби. Првичните калкулации на Сдруженијето Сплотени срца покажуваат дека за отварање на ваков центар, што ќе може да згрижи околу 100 лица, ќе бидат потребни над 110.000 евра. Секоја чест за групата граѓани кои ќе помогнат во иднина да се изгради центар за рехабилитација на лицата со посебни потреби. А Сдруженијето на пензионери Штип новогодишни пакетчиња денес подари на лицата со посебни потреби. Во просториите на инвалидите пензионери пакетчиња за лицата со посебни потреби, обезбедени од Сдруженијето на пензионери Штип. Еве и денес сме кај нашите стари пријатели, така да ги го увеличиме и удостоиме новогодишните празници и божикни и да ги поготово по еден пакетче за нова година и рачунаме на нивната соработка со нас. Дел од настанот за доделување на пакетчиња беше и градоначалникот на Штип Благој Бочварски. Посебна еуфорија на настанот донесе Дедо Мраз. И Штипскиот огранок на Социјалистичката партија денес подели новогодишни пакетчиња на дечињата со посебни потреби во основното училиште Ванчо Прке. Наместо сладки производи годинава пакетчињата содржат производи со многу витамини и минерали. Новогодишни пакетчиња оваа година на дечињата со посебни потреби во основното училиште Ванчо Прке им подели Штипскиот огранок на Социјалистичката партија. Овој пат наместо сладки производи се одлучија за витаминско-минерални пакетчиња, кои ги направија стручни и медицински лица. Овој пат ние решивме малку да ги замениме стандардните сладки пакетчиња и во духот на мотото здрава храна за здраво детство, ние во соработка со Аптека Хигија решивме да донираме витаминско-минерални пакетчиња на децата од основното училиште Ванчо Прке со цел во овие зимски денови да им го подобриме имунитетот, а воедно од нашиот верен пријател конфекцијата ЕАМ дониравме и топла облека во пакетчето. Новогодишните подароци се радост за дечињата, кажа дефектологот Борче Петровски. Се надевам дека традицијата ќе продолжи и понатаму и сепак огромна благодарност. И со тоа, со нивниот гест придонесоа, значи да една насмевка и среќа кај децата во нашето училиште. Здрави зимски пакетчиња општинската организација на Социјалистичката партија во Штип подели на околу 30 на дечиња. Во продолжение ве водиме на градскиот пазар со посредство на нашава камера. Денес штипјани покрај тоа што пазарува за новогодишните празници си посакуваа и среќна нова година. Последен пазарен петок во 2017 година во Штип пазарџиите ги оставија цените пристапни како за македонски стандард. Гравчето 120 стотка, оризо 60, лимон 50, банана 55, мандарина 50, портокал 50, кива од 30 до 60. Каква да не биде годината? Годината да не биде многу
прекрасно. За нова година софрите ќе бидат полни. Граѓаните од се понешто купуваат вообичаено, но најмногу ќе доминираат производите актуелни за овој период од годината. Оревчињата 130, кикиритката 100, мандаринката 40 и 50 денари, има бананата 50, кивата 40 со 25, зелката 20 денари парче, јапонската јабука 25 денари, тиквата 20 денари кило, марулката 15, пењако 30, земат нешто за нова година, ама не многу, нека ни срекне новата година на сите граѓани. Салата 20, зелка 30 парче. Орах 150, кикиритка чиста на 150, солуш по 100. Штипјани задоволни од изборот на градскиот пазар велат за нова година се подготвени. Ке има за секого понешто. Ке ни бидат ни богати по традиција соприти за нова година и за Божич. Ке бидат. Купите ви или што ќе си купите? Сега ќе купам тиква, моркови, толку. Друго имате се подкупите? Има се. Секако новогодишната софра ќе биде и со производи кои се вбројуваат во здравата исхрана. Прво да честитиме нова година на сите сограѓани. Тиквата се движи 20 денари од кило. Имаме новата култура, кело е 50 денари од парче, блитвата е 20 денари од парче, целери има од 50 до 30, броколата 100 денари кило. Ѓумбар до 250, моркова 40, рокавицата 20 денари, магнолосот 20. Прокилот е 70 денари кило, благиот компир 100 денари од поковка. Кело, мислам, дајконо е од парче, зависи од големината. Портокало е 35, 3 до 100, домат се 80, краставицата 70, јаболка имате 30 денара, овие имате урмички, смокви веќе има за другата недела за Божик, значи 40, 50, 100 денара има, мандарина има 50, има и 60, бананата 55, има и 45 банана. И цитрони имаме, цитроно е по 6 динара. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден. Сите си посакуваа среќна нова 2018 година. Ете, почитувани гледачи, овде го заокружуваме предпоследното издание на информативната програма. Утре, сабота, 30 декември, ќе имате можност да ја проследите последната информативна емисија за оваа 2017 година со колешката Христина. А еве мене ми преостанува како и во изминативе цели 20 години да ви посакам да влезете со позитивно расположение во новата 2018 година, со најубави желби кои ви посакувам да ви бидат остварени и пред се многу здравје, нека ви биде среќна, успешна и берикетна цела 2018 година, впрочем и цел живот. Од моје лично име и од името на екипата на Ирис телевизија, која секојдневно ве информира за сето она што се случува во градот Подисарот и во целиот источен регион. И како и секоја година посакувам следнава година да информираме само за позитивни настани. И на сите ученици им посакувам пријатен зимски распуст. Секое добро, се гледаме до година.